Истокот скоро една деценија го чекаше карго аеродромот, но не го дочека. Ружата на ветровите го однесе овој проект кој беше најавуван кај селата Мустафино, Ерџелие и Врасаково. Државата потроши над 3 милиони евра за експроприација на земјоделско земјиште, за да турски ТАФ, откако ќе поминат 10 години, веднаш го гради карго аеродромот, кој се планираше да биде и алтернативен аеродром кога на Скопскиот ќе има магла. На вчерашната пресконференција владиниот портпарол соопшти дека известно е дека карго аеродромот нема да се гради, а парите на ТАФ ќе бидат пренаменети за Скопскиот или Охридскиот аеродром. Патени сме, знаеме, ќе имаме точна и прецизна информација како ќе се каде што и како ќе бидат инвестирани тие средства кои што ТАФ треба да ги инвестира во согласно со договорот што го има. Од друга страна пак генералниот директор на ТАФ Македонија на денешната пресконференција рече дека се уште нема донесено конкретна одлука за карго аеродромот. Инаку оврска на ТАФ Македонија беше да изгради полетно-слетната патека во должина од 2400 метри, со ширина од 45 метри и со можност за незино проширување до 3000 метри, за да може да функционира како алтернативен аеродром за цивилна авиација. Карго аеродромот имаше и име, претходната власт го крсти Филип II.